If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man. Нино, едно прашање на почеток на интервјуто, дали гледаш ексклузив? Редовно. И каква оценка ќе ни дадеш? Од 1 до 10. Многу добро. Мислам, стварно ми се допаѓа и ме забавува и се информирам за некои работи и така ја разбива таа сивотија што има во програмските шеми на другите телевизии. Така. Јавноста те препознава како актер од театар, актер од филмови, актер од спотови, новиот спот на Стојне, така? Да, ама тоа уште не е излезен, треба да излезе денојве, веројатно. Снимав пред некој ден, да, и за Стојна Николова еден спот со кој ќе го промовира својот најнов албум. Што глумиш во спотот? Татко, фала Богу. Иначе почнав и дедовци да играм, али добре, во Силјан Штркот играм дедов. Али ете, татко играм. Приватно малку знаеме за тебе. Кажи ми, после кога се спушта на завеса во театарот, што прави Нино Леви? Па многу едноставно. Сега немаме ни бифе, за жал. Ке поседиме во гримјорна, малце ке се подружиме со колегите и секоја мама по дома. Кажи ми, која твоја улога ја обележа кариерата? Има неколку представи што ми се чини дека одбележаа мојата кариера, тоа е секако Сомнително лице, има Буре Барут, тука Перверзии, чикашки, Мони Дамевски режија. Кој е твој најомилен светски актер? Светски актер, има доста. Да погодам, Шон Конери? Не? Шон Конери ми е премногу уштоглен. Иначе има Роберт Дивал, рецимо, Ал Пачино, Де Ниро, таа стара гарда е секојаш со задоволство ги гледам така. Обилена книга? Па, омилена книга, почнав да читам се поише овие мотивирачки за успех за мојата тајна или Тајната на парите, бокта на парите. некако чудна работа, никако да се залепат тие за мене. I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man. Каква музика слушаш? Па слушам во главном се што е тоа. Сега ова е клише, ама стварно сакам поп-рок, ретро, овие стари хитчиња. Сегаш некој гаф што си го направил, што ти е врежан во глава и на кој ден денес се смееш? Па имало гафови многу, али не знам од каде почнам. Гафови, ова, гаф. Не ова. Имаше една представа во која што требаше во темница, а ја бев качен на практикабли од метарип. И стоејќи горе се гаси светло и одеднаш требаше на колена падна. Меѓутоа јас сум бил премногу на ивицата и со колената надвор искочив и удрив во фотелјата која беше доле на ивицата. Одека и се рацеков. Среќа беше крај на представата. Излегов со крикови, публиката мислеше дека така треба да биде и така беше тоа. Уште некој? Уште некој? Спомнавте бегите. Не, за бегите не го... Добро, има многу анекдоти. Најпозната ни е она од Буре Барут, кога јас мисливме сцената со мојот драг колега Љац, во која во затворот, каде што ја го силувам во еден момент. И таа Љац секогаш викаше: "Немој бе така, немој таку. На пробите? Пробите, ама и на представите." Он мислеше дека таа представа нема да иде многу, па и дека се согласи да ја одиграве така сцената. Меѓутоа искочи таа представа најде.
антологијска, 20 години стигнаше. И секоја представа викаше, немој сега, немој туку, немој. Или гостување во Битола беше најубаво. Немој ќе ме гледаат сега, жена ми роднините тука. Немој вака да ми правиш. А јас тогаш уште поише сум мотивиран да биде добро силувањето. да биде добро силување. If I were a rich man, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man. Јас сум Нино Леви, а вие гледате ексклузив на ТВ1.